9 projekti od istokocево конкуренција за 95.000 швајцарски франци. Станува збор за следниве проекти: изградба на ски лифт на Пониква, партерно уредување на водопадите на Равна река, изградба на едукативен центар кај археолошкиот локалитет Баргала, реконструкција на планинарскиот дом на Лисец, изградба на засолниште под Туртел, инфраструктурно уредување на Беровско езеро, доградба и реконструкција на домот за стари лица во Берово, подобрување на условите во музејот Теракота во Виница. За да биде избран еден од нив, треба да задоволи 7 исклучително строги критериуми, од кои дел се: самиот проект треба да биде од регионален карактер, минимум бенефит да има 3 општини од самиот проект, исто така и да биде решено имотно-правни односи на самото земјиште, доколку се работи за инфраструктурен проект. Избраните проекти денеска се разгледуваа на втората од вкупно 3 сесии во Штип. Се развија квалитетни и конструктивни дискусии, при што интересот на граѓаните за она што е суштина и содржина на проектите навистина беше голем, убава дискусија која што донесе до квалитетни предлози. Дел од концептите беа прифатени додат во понатамошна фаза, додека дел од концептите кои што не беа во согласност со критериумите за избор на проекти останаа како препораки до источниот плански регион и до општините. Во наредната фаза, Центарот за развој на источниот плански регион ќе изработи програмата за работа за периодот од 2020 до 2024 година. Треба да биде имплементирана една мерка од стратегијата за иновации на планскиот регион и во наредниот период исто така треба да организираме и една конференција на регионално ниво која ќе биде со регионално значење и темите на истата конференција треба да бидат доближни или слични од регионален развој. Вкупно на ниво на држава, Швајцарската агенција за развој ќе финансира 850.000 франци за проекти од приоритетно значење за сите 8 плански региони.